Околу 50 на жртви на семено насилство секој месец бараат помош во Центарот за социјални грижи во Струмица. Финансиската немок ги повлекува повторно назад, па така од потенцијални 50 во Центарот се регистрираат само 20 на месечно. Оние похрабрите, останатите се финансиски зависни од насилникот или во некои случаи остануваат воздржани поради децата. Трпат само заради нив. Ова бројка е во тренд и во пораст. Можем да кажем дека се почесто почнува да се појавуваат и категорија на корисници на жртви на семејно насилство кои се во поодминати години, дали од страна на своите блиски сродници, син или ќерка, или меѓусебната нетрпеливост меѓу брачните партнери доведува тоа, меѓутоа во последно време почнува да се појавува и се поголем број на лица кои се во поодминати години. Се поставува прашањето дали државата може да донесе финансиска мерка за економска стабилност на сите жртви со социјален ризик. Денеска стапивме во контакти со Министерството за труд и социјална политика. Ги информиравме дека жртвите на семејно насилство се погласно зборуваат за финансиска независност за себе и за сопствените деца. Не информира дека барањето ќе биде доставено за понатамошно разгледување. Во моментов, Центарот за социјални грижи од Струмица во соработка со Агенцијата за вработување ја спроведуваат мерката за економско јакнење на жртвите од Законот за семејно насилство, но не сите жртви се опфатени со истата. Сметам дека во тој дел законот добро го решил прашањето, меѓутоа останува прашањето доколку не се најде во поглед на третирањето на жртвата да соодветната работа не одговара на нејзините квалификации што ги има во моментот, дека можеби постои алтернатива да се формира некој посебен фонд во делот на нејзино економско јакнење, меѓутоа тоа не треба да се направи со измена на законот за семејно насилство. Жртвите кои деновиве не контактираа велат дека доколку се имплементира мерката, можеби и трајно ќе се најде решение како да бидат независни од насилниците и без страв да го живеат секојдневието. Во моментов, вкупно 120 жртви се на списокот кај надлежните само во Струмица, но во регионот нема ниту еден шелтер центар.